Метрополата со години се гуши, воздухот во Скопје е токсичен. Иако сега малку полесно се дише, очигледно ни снегот не помогна доволно. Според мерењата на IQ Air и денеска стои дека воздухот е нездрав. Мерните станици во кисела вода, кај млечен, гази баба, лисиче се во црвено. Препораките на светската платформа се да се носи маска на отворено и да се избегнуваат активности на отворено. Граѓаните велат дека деновиве е малку почисто, но загадувањето им пречи и представува сериозен проблем. Не можат да пешачат, не поминуваат премногу време надвор низ скопските улици, а спасот кога времето им дозволува го бараат надвор од Скопје. Има секако да почувствуваме. Ми пречи, да. Презагадено е и баш сега кога гледав апликацијата на телефон, загадено кажува, а втората е као по-добро, па не знам. Тука живеам понема загадување, таму сме повисоко. Вака кога пешачам малку, ама сега е добро. Да, ни пречи. Не ни пречеше обавезно, сега е малце почисто. Водно ни е тука, снегот е убаво. Изминатиот период Скопје беше прв најзагаден град во светот, а често сме високо на листата на најзагадени градови во Европа. Загадувањето е особено повисоко во вечерните часови, кога дури се чувствува мирис на чад. Според последниот извештај на Европската комисија и Организацијата за економска соработка и развој, најпогодена од загадувањето на воздухот е Македонија. Земјава, според тоа истражување, бележи високи стапки на смртност како последица на аерозагадувањето. Пред нова година граѓаните излегоа и на протести, барајќи решение за загадувањето. Отровниот воздух станува тема во јавноста најчесто со стартот на грејната сезона, кога во комбинација со сообраќајот во Скопје не се дише. Покрај домаќинствата и зголемениот сообраќај, очигледно е дека свој импакт во квалитетот на амбиенталниот воздух има и индустријата. До редакцијата на Алфа постојано стигнуваат поплаки од граѓани кои прстот за загадувањето го вперуваат во дел од индустриските капацитети. Токму поради ова, во наредниот период ќе направиме темелно истражување за да ги лоцираме жешките еколошки точки.